Да преминеме на темата, кај гледам да бидам пократок и заради жештините и заради тоа што не очекува самиот чин. Сме гледале сите филмови со Исуса Христа. Може би најдрастичен пример е оној филм Пасија на Мел Гибсон, знаете, каде што кој што еднаш го гледав и повеќе не посакав да го гледам. Каде што акцентот на сите филмови, па поготово на тој, се става на физичките страдања на Христос. И навистина, не се лесни ни физичките страдања, она ни што поминал тој. Но, да го погледнеме Евангелието од Божја перспектива и вистинските причини за Христовите страдања, проучувавме, односно во ова тромесечие, веќе го завршивме за троангелската вест и знаете дека во првата порака, првата ангелска вест, првиот ангел во 6 стих од 14 глава Откровение лета посреде небото и мајки го вечното Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност и на секој племе и јазик и народ. Евангелието, значи, ќе се проповеда низ целиот свет, како што и тоа се случува, посебно во ова наше денешно време со на разни начини. Но видовме исто низ нашето проучување дека во 10 стих од истата 14 глава оние кои што нема да го прифатат Евангелието ќе мора да пијат што? Од виното на Божиот гнев, што е налеано чисто во чашата на неговиот гнев и ќе биде мачени да ga натаму. Значи, Евангелието се проповеда, Евангелието е радосната вест, но за жал и таа радосна вест за спасението на секоја душа, која што е обезбедено преку крстот Голготски и жртвата на Синот Божји, некои, односно мноштвото за жал, повеќето ќе го отфрлат и ќе мора да ја испијат чашата на Божиот гнев. Каква штета! Ако отвориме сега во Матеј 26 глава, и 38 стих, да се задржиме сега на чашата, Исус е во Гециманија, пред самото негово апсење, и Матеј овде ги опишува неговите внатрешни чувства. Тогаш им рече: мојата душа е длабоко натажена до смрт. Останете тука и бдејте со мене. Длабоко натажена до смрт му била душата. Зошто Исус бил толку тажен? 39 стих. И отиде да малку понатаму и падна на своето лице и се помоли велејки: татко мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Видите колку е страшна таа чаша на Божиот гнев. Но не како што сакам јас, туку како ти што сакаш. Односно, нека биде твоја волја, а не моја. 42 стих. Пак повторно отиде се помоли велејки: татко мој, ако е можно да ме одмине оваа чаша, да не ја пијам, но нека биде твоја волја. Колку страшно тешко му било на Божиот син. 44-тиот исто. По трети пат. И пак ги остави и отиде да се помоли по трет пат и ги изговори истите зборови. Ако е можно. Но нека биде твојата волја. Значи, Исус во своите раце има чаша која што треба да ја испие. Каква само агонија поминал во Гециманија? Во Евреите 5:7 читаме следното. Послание до Евреите 5 глава 7 стих. Тој во деновите на своето тело му принесе молитви и молби со силно викање и солзи, поготово во Гециманија.
Страшна агонија. Зошто? Лука 22:44. И кога се најде во борба, се молеше уште поусрдно, значи со викање, со солзи, како што веле евреите. А потта му стана како капки крв, што паѓаја на земјата. Каква агонија. Колку страшно му било на Исуса Христа. Крвави капки пот се слевале по неговото лице. Јован, 18 глава, 11 стих, како читаме, ќе прочитаме таму дека кој му е дал чашата всушност да ја пие. Па во самата молитва, нели, како тој се моли и може да се примети, но 11 стих од 18 глава Јован вели: тогаш Исус му рече на Петра, стави го мечот во ножницата, зар да не ја пијам чашата што ми ја даде мојот татко? Исус има чаша во своите раце, која што треба да ја испие, страшно тешко. Чаша која што му е дадена од Отецот. И кој знае на колку места во Евангелијата се потенцира која близина ја имал Исус со својот татко, пример кој што ни го оставил и нам, ако сакаме да чекориме победоносно како што тој чекорел, тој е најдобриот пример, значи само следејќи го неговиот пример можеме и ние да победиме. Каква тесна заедница имале, но тоа е дури неспоредливо со нас, значи од сета вечност биле заедно и на земјата доека бил, не правил ништо без Отецот. Постојано бил во контакт со него, што треба да прави, што треба да каже. Но на патот кон крстот се случува нешто страшно, односно на самиот крст, во Матеј 27 глава, 46 стих, сега читаме, Матеј 27:46. Околу 9 час Исус извика со силен глас и рече, што? Боже мој, зошто ме остави? Цитира од 22 псалм, па да свртеме таму и да видиме што може да прочитаме. Плюс 22 псалм, први и втори стих ќе ги читам. Боже мој, зошто ме остави? Далеку си од моето спасение, од зборовите на моето овкање? Далеку си, Господе. Боже мој, викам дење, но не одговараш, и ноќе, но немам мир. Таткото нема одговара. Како да е оставен, разделен од својот татко, а сета вечност биле толку блиски, толку... Едно, знаете што значи едно, да бидеш едно. Во Римјаните читаме 8 глава, 32 стих. Оној прекрасен стих. Оној кој не го поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас, како неки ни подари се друго со него. Зошто се сомневаме дека некојаш, мислам често пати се сомневаме и велиме Господ ме заборавил, Господ ме остави, Господ не си грижи воопшто за мене во мојот живот. Па како кога го даде Исуса Христа за тебе, за мене, за сите нас, па нема ли било што друго да ти подари? Не треба воопшто таква мисла да ни доаѓа на ум, како што и минатата сабота зборувавме. Можно е за вистинскиот верник, оној кој што Господ му е прв, последен и најважен во животот, да живее живот без грижи. Господ не го поштеди ни својот син и видите ни с каква агонија требаше помене заради нас, заради нашето спасение. Човечките гревови, вели Елен Вајд, тешко го притискале Христа, а чувството на Божиот гнев против гревот го разурнувало неговиот живот. Копнежот на вековите, 687 страна. Знаеме, висел заедно со други двајца на крстот и изненадувачки многу брзо издивнал.
Исус за разлика од другите двајца. Но секако не од физичките повреди, иако тоа било страшно, значи, да се поднесат тие клинци на рацете и на нозете, сета висина, тежина се извинувам, виси, значи, на тие клинци, страшно. Туку од притисокот на гревовите на целиот свет и од чувството на одвоеноста од Бога, што човештвото ќе го почувствува на крајот од времето. За жал, како што читавме, оние кои што ќе го примат жигот на зверот, кои што ќе го отфрлат Евангелието и радосната вест, ќе морат самите да ја испијат таа чаша. Гледаме во сето ова дека Исус ја испил чашата на Божиот гнев, за да ние не ја пиеме, за да ние денес и многу пати, значи колку 4 пати годишно, пиеме од таа сладка чаша, односно од сладкото вино. Затоа што тој тоа го овозможил за нас. Настапил, вели, страшниот миг, повторно во копнежот на вековите, решавачкиот миг за судбината на светот. Судбината на човештвото треперела на мерилата. Христос дури и сега можел да ја одбие чашата доделена на грешниот човек. Уште не било предоцна. Можел да ја избрише крвавата пот од своето чело и да го остави човекот да загине во своето беззаконие. Можел да каже, престапникот нека ја прими казната за својот грев, а јас се враќам кај мојот отец. Можел ли? Можел, секако. Дали Божиот син ќе ја испие горчливата чаша на понижувањето и агонијата? Дали невиниот ќе ги сноси последиците на проклетството на гревот, за да го спаси виновникот? Бледите Исусови устни со треперлив глас ги изговориле зборовите. Оче мој, ако не е можно да ме заобиколи оваа чаша да не ја пијам, нека биде волјата Твоја. Па и во нашиот живот, знаете, често пати велиме дека и ние имаме, а и треба да имаме своја Гециманија, своја Голгота, многу горчливи искуства, многу горчливи моменти во животот, но кои што, знаете, тешко е да се испијат, да се примат, но ако го следиме Исусовиот пример, ова за мене е еден од најдобрите примери кога, знаете, ќе се најде човек, ќе се најдам јас во искушение, да не постапам по неговата волја. Како му било на Исуса, како ми е па мене при некое искушение, било какво и да е. И најтешкото да е. Може ли да се спореди со оваа ситуација? И сепак рекол, Господе, тешко ми е, сакам да ја одминам, ако може да ја одминам оваа чаша, ова горчливо искуство, меѓутоа, нека биде Твоја волја. Сепак Твојата волја е најдобрата. Не е едноставно, меѓутоа, е нешто сторил тој за нас. Чувството на гревот, што предизвикал гнев кај Отецот, а кој се урнал врз него како на човекова замена, ја загорчило чашата што ја пиел и го скршило срцето на Божиот син. Ето што издивнал толку брзо и умрел. Галатјаните 3:13. Христос не откупи од проклетството на законот, откако стана проклетство за нас, зашто е напишено проклет да е секој кој виси на дрво. Исус никогаш не погрешил, но го понел проклетството заради гревот. Значи, зошто? Затоа што го понел моето и твоето проклетство на Голгота. И затоа се срушил целиот Божи гнев на него. Тој бил осуден поради нашите гревови, во кои немал удел. Ова е еден од најубавите цитати за мене во Копнежот. 25 страна. Тој бил осуден поради нашите гревови, во кои немал удел, за ние да можеме да бидеме оправдани со неговата правда, во која немаме удел. Прекрасно. Мислам, само овој цитат да постои, па
човек треба да разбере што е оправдување со вера, така речено. Навистина прекрасен. Претрпел смрт што била наша, а за ние да можеме да примеме живот што бил негов. Неверојатно, колку прекрасно. Второ послание Коринќаните 5:21. Второ послание од Коринќаните 5:21. Оној кој не знаеше за грев, Исус, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Еве, ви го стикот, кој што е превод, да кажеме така, нови цитат погреб што читавме. Исус ја испил чашата на Божиот гнев и затоа нема потреба ние сега да ја пиеме таа чаша. Затоа денески се напиеме од сладкото вино. 1 Јованово 2:2. Тој е жртва помирница за нашите гревови, не само за нашите, туку и за гревовите на целиот свет. Исус преку таа смрт не помери со Отецот. Целиот гнев се струпали врз него за да не падне врз нас. Но се разбира доколку го примиме спасението кој што е всушност бесплатен дар, значи прифаќајќи го Евангелието, таа радосна вест за Спасителот кој што не спасува од гревот. И ако го примеме тоа спасение, тогаш ќе одбегнеме и таа чаша. Но гледаме, спасението е бесплатен дар, како што вели оној златен стих во Јован 3:16, но тој дар е скапо платен од дародавецот. Тој ја испи чашата наместо нас. И до нас стои, до секого од нас, дали ќе го прифатиме оно што тој го сторил за нас или пак не. Исус умрел за секого, како што видовме во стиховите, за целиот свет. Исус ги откупил сите, но некој може и да го одбие тоа, затоа што е ствар на слободна волја. И највеќе од се, ако нешто Господ почитува, тоа е нашата слободна волја. Со сила не бива. Со сила ли некој ќе тераш на небо? Значи, ќе се спасат само оние кои што ќе го прифатат дарот. И таа чаша, која што ја испил до последната капка. За да нема воопшто никаков, да не падне никаков Божји гнев врз нас. Која љубов, какво дело. За жал, во Откровение 14:10 читавме дека ќе постои група на луѓе, и тоа огромна група на луѓе, за жал, кои што ќе го примат живот на зверот и кои што ќе морат да го испијат тоа вино на Божиот гнев, затоа што го отфрлиле Исусовиот дар, дарот на спасението. И не останува ништо друго, освен да мораат тие да ја испијат. Но ние, драги браќи и сестри, сме дојдени денес да се напиеме од сладкото вино, од таа чаша, затоа што ние го прифативме дарот на спасението и денес сме овде уште еднаш да потврдиме дека го прифаќаме. Дека ја прифаќаме таа Христова жртва затоа што е доволна за секого и за сите на овој свет. Нека му е слава на Господа. Амин.